Да, Петар Младеновски алијас Пеце Супер Хикс е со мене во студиото, му велам добре дојде во Телма. Уште поспецифично и за она што ќе зборуваме е дека имаше настап ноќта за време на пожарот токму во Кочани. Да, морам да го исправам, со банда инструментален не бев таму вечерта, туку бев со мојот кавер бенд, брейкдаун бенд, со кој што не се докажа во друг локал во Кочани имате настап. Во друг локал, настап. да, така е, со момците немам таа навика често да настапувам надвор од Скопје со овие момци, меѓутоа бевме вечерта таму. И не само ние, и други наши колеги кои што имаа настапи низ кафолињата на Кочани, беше еден доста раздвижен град тој ден и баш забележав, бевме заедно, имавме една прошетка со Тошо Филиповски, кој што е македонскиот музички Марко Цепенков, ја така го нарекувам, или рок-н-рол Марко Цепенков, кој што ми покажуваше, има една идеја да се направи во Кочани, феноменална идеја да се направи рок-н-рол Hall of Fame или рок-н-рол, првиот рок-н-рол музеј на македонската рок музика во Кочани. И пред тој настап таму ми покажуваше интересни детали, баш забележав колку е градот раздвижен, колку многу млади луѓе има тој ден низ градот, раздвижено, весело, фино. Зборуваме за саботата. Зборуваме за саботата. По настапот со Breakdown Band бев повикан во клуб Пулс, сме настапиле 3 пати со Супер Хикс, меѓутоа долги години не сме биле таму. Бев повикан од Тошо и од неговата дружина таму да отидеме на пијалог да ги дзирнеме колегиве. Меѓутоа бев некако преморен и тргнав директно дома. Немав представа што се случува до утрото. Некаде на 6-7 почнам ми звонат телефони, што не е вообичаена пракса во недела да ми звонат луѓе, бидејќи знаат дека сме настапуваш навечер. Дека настапуваме навечер, дека спиеме тој ден до доцна и едноставно не ми беше јасно што се случило некаде до 10 часот кога станав, решив викам чекај да видам што се случува, многу луѓе ми вртат, нешто не ми штима. Го отворив, го вклучив интернетот и десетици пораки добив. Дали сум добар, дали сум Ајде вака што се случило и така во бандата имаше доста полемика како да изреагираме, да изразиме сочувство. Ништо не бев свесен дока и шок. Шок, се уште сум во шок, морам да признам. Во саботата дента заминавте во Кочани? Спомнам со Трајко Симоновски, разгледувавте можност, варијанта, идеја за да се во градот, бидејќи има душа, имаше енергија. Да. Да направите рок-н-рол музеј. Не ние, тоа е идеја на Тошо Филиповски, тоа е нешто што ќе треба да се реализира. Не знам колку е тоа сега важно во моментот, значи се случи нешто што Потоа Тошо те поканил во Пулс, така? Да, ма не само Тошо, таму имаме еден куп пријатели кои што беа отидени за мина. Да, јас имам, морам да поздравам Сашо Стојановски, човекот со кој што сум соработувал, сме свирале заедно, и долгогодишен тапанар на ДНК кој што беше со друг состав исто во Кочани. Мислам дека се работи за истото кафоле кој што вчера беше демолирано, ако не се лажам. Во кој што му се јавив и не знам дали е дел од екипата или не. Најпрво би сакал да изразам сочувство и до фамилиите на загинатите и до фамилиите на моите колеги, трагични судбини на дел од нив. Не знам што да кажам. Кои што беа дел од таа вечер, јас имав таа среќа да не заминам таму, меѓутоа дел од колегите беа и ми раскажа пар од тие ситуации кои што таму ги посведочиле, тоа било хорор. Кога замина ти за Скопје, а кога дел од твоите колеги отида во Пулс? Заминав некаде околу 1:30 ноќта и искрен да бидам, бев буден речиси до 5. Не можам после такви настани, една супер атмосфера. Кочани е супер град, супер луѓе, супер души. Не знам што да кажам. Ова е како што вели еден мој пријател кој што е фан на Супер Хикс, вели од ова нема никош да се опораиме како град и мислам дека така ќе биде долго време. Дел од твоите пријатели отидоа во Пулс? Отидоа, да, и таму се спасија сите овие што отидоа. Има дел кои што се сериозно повредени, има дел од роднини на мои пријатели. Нашиот гитарист од Breakdown Band Зоран Бошков е практично кочански зет, тој остана таму. Во фамилијата имаат изгубено на неговата жена, блиски роднини, деца, пријатели, така натаму. Тоа е страшно. Не знам што да кажам. Нема кој не е допрен на еден или на друг начин. Види, тука нема кој не е допрен, а посебно во Кочани кој што е на помала средина, мислам дека нема човек кој што не изгубил драг човек или роднина. Тоа е страшно траурно и трагично и не знам што да кажам веќе, знаеш, ова е само едно од тие немили настани кои што не се случуваат низ годините. Има една песна од Белградски синдикат, еден доста актуелен бенд кој што е доста критички настроен кон било која власт во Србија. Има една песна што се вика "Систем те лаже", мислам дека никој нас не лаже овде.
низ годиниве веќе долго време. Дека се е во ред, а ништо не е во ред. Во неделата, но дента по пожарот, кога веќе сите разбравме за трагедијата, објави пост на социјалните мрежи на Facebook, во кој напиша: "Друштво, благодарам на сите кои ме или не помисливте, синоќ имавме настап во Кочани и се беше окей, да не речам одлично, супер луѓе, супер журка атмосфера и така натаму. По настапот дознав и дека ДНК имаат настап во Пулс. Во дискотеката Пулс сме имале 3 пати настап со Супер Хикс, секогаш било се во ред." Потоа си дознал за несреќата и ова веќе што го кажа. 3 пати настап во Пулс. Да. Во кој период? За кој период зборуваме? Тоа е периодот пред 8-9 години. За жал или за среќа одамна не сме настапувале. Пред 8-9 години сте настапувале? Да, некаде 3 години поред настапуваме, некаде 2015, 16 или 17 или 14, 15, 16, не се сеќам. Меѓутоа 3 години поред настапувавме. И искрен да бидам, значи кога влегуваш во клубот, низ тоа вратичето и кога ќе влезеш какво е, мислам, тоа вратичето е веројатно болка на не сакам да звучам или да ширам дезинформација, но мислам дека 70 до 80 локали од тој тип се слични во Македонија, знаеш, мислам условите дали се запазувале тие некои како се вели процедури, како треба да изгледа еден клуб и она не можам да кажам, меѓутоа ние сме поминувале секогаш добро. Од она што го паметам, не сум бил одамна таму, клуб како клуб, типично за македонски услови, од надвор кој ќе го видиш тоа сега вака по слики гледаме сите на што личи, меѓутоа сите сме во шок и така. Веројатно, меѓутоа имам чувство дека сакаш се на брзина да ми кажеш сакам да одиме со ред. Знаеш како, тажен сум, гневен сум. Ајде полека, да, и се чувствува тоа. И сакаш се одеднашка да излезе од тебе. Ма што, не знам што паметно би кажал. Не, сакам да те прашаме вака, ќе ти поставам конкретни прашања. Велиш 3 настапи во Пулс уште во далечната 2015. Добро. Се создаде и во јавноста слушнавме разни информации од кога тој клуб воопшто постои. Дали е таков каков што е. И во 2015-тата и првиот и последниот настап беше ист таков каков што беше. Не реновина, не променет, тоа е просторијата, истата врата. Не можам да кажам сега како изгледа. Не сум бил одамна, значи не можам да кажам што се случува сега со клубот, но во тоа време делуваше како 90% од другите клубови каде што сме настапувале. А сме настапувале секаде низ Македонија. Првиот впечаток кога влезе во Пулс, веројатно не си размислувал за лоши нешта, меѓутоа почувствували некаква нелагодност, несигурност, бидејќи местото остава и самиот велиш впечаток на недоволно безбедно место кога ја гледаш таа мала врата каква што е. Знаеш како Горан види на трешноста или интериерот нема да ти даде вистинска слика за тоа што се случува со клубот. Ја бев сам менаџер и собственик на ноќен клуб 6 години. Ќе зборуваме и за клубот Кастро. Ајде прво да се задржиме на Пулс. Како ти кажам, не можеш да донесеш суд или да процениш дали е еден клуб безбеден или не според она што го гледаш како интериер, како поставеност. Ние како музичари претежно гледаме да бидат задоволени оние основни технички услови, најчесто и тоа не е така, меѓутоа да има бина, да не собере сите на бината, бидејќи сме голем бенд и ДНК, за жал, ќе кажам беа голем бенд, да ги задоволува сите услови, сите стандарди во однос на звукот, во однос на колку толку безбедноста. За жал, еве нас не нападнаа дури како фело и како музичари, дека и ние не се грижиме доволно за самите себе, а камоли за публиката. Меѓутоа не сме ние музичарите тие, немојте нас да не обвинувате. Не сме ние тие кои што вчера имаше разни спекулации, слушнав па дали била пиротехниката на бендот, дали не била, па дали се тие виновни, дали не се директно виновни. Не можете вината да ја фрлите на бендот и на музичарите кои што преживуваат во оваа несредена држава 30 години и кои што во контекст на тоа. Трајко Таци Симоновски, познатиот музичар, сподели исто така свое сведоштво за ноќта, за трагедијата, па ти го сподели. Ќе цитирам само дел. Ова што се случи во Кочани, ноќеска е кулминација на години екзистирање во така наречени македонски мод, каде се е импровизација и моментална снаодливост, целотејпот е хаус мајсторот, каде без се може освен без врски со локалната власт, каде домашните музичари се само нужно зло кое треба да се преживее додека дојдат другите. Кои се другите? Не знам. Тоа се гостите кои што доаѓаат од соседството и за кои што се е обезбедено. Секој музичар, секој бенд посериозен има своја рајдер листа. Кој ќе пратиш таа рајдер листа, вообичаено на поголемите фестивали кога настапуваш низ Европа и низ регионот, се почитува се до точка.
Овде ако пратиш райдер листа, мораме да признаеме дека 90% од газдите или собствениците не знаат ни што е тоа, ниту како да го исполнат. Меѓутоа, кога ќе дојдат од соседството артистите ова, имаат се обезбедено. Големите звезди Поголем од број на Србија. обезбедувачи на бината, поголем број на обезбедувачи на врата. Не знам, влесот позади или а доколку го има клубот и слично. Кога договаравте настав во Пулс, со кого се договаравте? Со, мислам дека беше, колку што сеќавам, газдата на локалот. Тоа е во 90% на случаите така. Договор не можам да се сетам, бидејќи во тоа време мислам дека се уште имавме Се букинг. потпишува писмен договор или како е тоа? Се потпишува, треба да се потпише писмен договор. Сега доста забележува за тоа дека немале ДНК договор во случајот. Ја можам искрено да кажам дека во 90% случаите Сте имале писмен договор? или сме немале. Во 90% немате или во 90%? Во добар дел немало договор. И ви? Многу ретко. Ние сме инсистирале секогаш, знаеш, и тоа ме нервира кога ќе каже некој, вие музичарите сте сива зона или црна зона, кај Суперхик секогаш се инсистира на договор и на потпишување на сите детали, нели, поврзани со настапот. Меѓутоа, еве во случајот слушнавме дека тоа го немало, иако мислам дека тоа Кога доаѓаат звездите од Србија има договор? па мислам дека си пред време платени сите детали од она што го слушам. Добро, ми каже на Што не е почетокот, случај со македонските изведувачи. вратата што сега ја забележа во Пулс Кукава била е во 90% од локалите таква или слична. Вие музичарите барате рајдер листа, така ја рече? За која газдата воопшто газдите најчесто не слушнали или не знаат што е тоа. Вие барате сцената, бината како е, дали ќе може да ве собере со цел бенд. Тие битни предуслови кога договарате некоја локација за настап. Меѓутоа, веројатно природно е, човечки е, прашувате веројатно и какав капацитет има локал. Да. И помислувате, иако човек не треба да помислува на лошо, меѓутоа треба да биде внимателен, нели? Кога пред да договорите настап, веројатно кога ќе прашате за капацитетот, прашувате и дали има влез за евакуација. Или не сте прашували? Не можеш да прашаш, тоа не е работа на музичар, можеби него некој заради личната безбедност. Заради личната безбедност, ние сме имале многу ситуации во кои што на пример бендот бил или одредени музичари на пример имале струен удар на бина. Сега ако тргнеме од можните ризици за тоа што се може во оваа полудржава, полуимпровизација да се случи, значи имаме еден куп колеги кои што настрадале од паднат сноп светло на бина. Имаме еден куп музичари кои што биле ударени од струен удар, па завршили во болница. Значи може да се случи несреќа во секој момент било каде. Ова е само еден момент кој што сега јас знам дека од денес тргнува таа акција на затворање, сега ќе бидат затворени кафулиња и клубови кои што воопшто не заслужиле тоа да го добијат. Затоа што има чести случаи кои што си ги работат. Да, тоа ќе биде сигурно периодов и тоа ќе трае еден период горане и тоа ќе заврши за 6 месеци, сите ќе забораваме како во случајот и со Вања, како во случајот со модуларните болници. Нема да заборавиме, меѓутоа тоа ќе се некако ќе се заташка во јавноста и ќе помине така. И ја почекам за година дена од сега повторно се вратиме на старото. Да, еве последна информација е дека само 8 или 12, сега се збунив многу бројки, клубови имаат лиценци за дискотека. Ја не знам што да кажам, мислам дека во Скопје Нема ниту. Не знам, нема никој. Не знам колку се струги тие контроли на времето кога работевме како ноќни клубови. Зборувам за 2024 година, на една година важно. Зборуваме за нешто што се случувало пред 10-15 години, беше незамисливо да помислиш да работиш како ноќен клуб, а да немаш или ноќен бар или кабаре да немаш лиценца. Еве, како се работело вака, не знам, не можам. Веројатно надлежните ќе треба да дадат. Има нешто се директно одговорни, индиректно многу одговори. Клубот за кој имаш емотивна поврзаност и со носталгија зборуваш, клубот Кастро, дека ги исполнувал сите услови и дека бил често мета на инспекциите, за кој период зборуваме и како зошто ако се беше Па јавно ќе кажам дека селективно беше казната во тоа време, а по моje некои убедување верување до што го слушам така и денеска. Значи секогаш луѓето кои што имаат поважни врски или луѓе во високите редови на власта поминуваат како сакаат. И без инспекции, без казни, без затворање. Ние бевме затворени многу често имавме контроли. Се сеќавам на една акција во сабота кога бев и ја дел од тој настап заедно со Брегдомен во кој што влегоа 50 до 100 вооружени припадници на полиција. Клубот беше затворен од сите страни, легитимирани беа сите гости, беше пронајден еден малолетник. Не казнија, добивме предупредување, меѓутоа не казнија, не знам, за други работи не казнуваат често, бевме затворени по 30 дена, по 40 дена, казните беа огромни. Мислам дека тоа е еден момент, ја го почувствував тоа на моја кожа и можам јавно да кажам дека тоа е еден момент на селективна правда и од таа селективна правда доаѓаме до ова што се случува.
без намера да релативизирам или повторно да го вперувам прстот кон музичарите и групите, меѓутоа да споделам едно сведоштво од еден гостин од вчерашната емисија. Вели, се обидува да направи паралела со една нормална европска држава, може би спомна некоја скандинавска, не се сеќавам, но вели вака, Добра паралела. ако во некоја нормална земја отидеме, не може да најдеме дискотека како таа што е Пулс. Можеме, затоа што историјата на несреќи на нокни клубови, на пожари, на загинати до стотици бројка е долга и се случувала и во Шведска, се случувала и во Мексико, се случувала и во Калифорнија, и во Флорида, и во Германија и секаде. Така што Македонија се случувало во 1942. Не се случувало, баш синоќ ги читав сите, ја читав листата на топ 20 клубови каде што се случиле вакви несреќи, со многу загинати. Има во Шведска? Во Романија имаш пред 10 години 60 и нешто Колектив, загинати. тоа е познато. Во Шведска имаш 50 на загинати до пред 15 години. Така што не сме исклучок некој да кажеш сега во ова, дека се контролите таму сигурно построги и поголеми. Види, тоа се непредвидени работи. Таму може да се случи од инсталација. Јас сум имал пожар дома пред 15 на години од електрична инсталација, во кој што мајка ми, тогаш мојот син Никола кој што беше бебе, 20 пати жива глава. И станот беше изгаснат некако со напори на пожарникарите, благодарности после толку години до нив. Меѓутоа тоа се непредвидени ситуации. Мислам дека е најважно во тој момент колку клубот има излези, дали се тие проводни. Затоа прашам, дали вие, еве, ти како Петар Младеновски, за кого те познавам од дете и те сметам за интелектуалец покрај тоа што си. Држава никаде сигурно. Ја не се чувствувам безбедно. Меѓутоа, веројатно пред да влезеш некаде во некој простор, јас кога одам во кино или во театар, претпоставувам во случај на несреќа каде би можел да излезам, која е најблиско. Сепак се тоа државни институции кои што имаат повеќе влезови излези, тоа е најважното. Ја ги дадам еден прост пример сега за ситуација во која што сум бил многу исплашен што би се случило, например на градски стадион. Кога има големи надпревари, често се случуваше да бидат отворени само две од вратите. Ако се сеќаш, нели оние две вратички, буквално влезовите или излезите не се отворени целосно. Таму лесно може да се случи стампедо. Ние се сеќаваме на случајот во Силекс дискотеката пред 20 и кусур години кога загина девојче. Ова е многу пострашна трагедија со многу повеќе загинати. Меѓутоа, не се води многу сметка за тој момент. Некако се е импровизација, се е да. Меѓутоа, еве, не ми дозволи да ја довршам мислата за паралелата со Шведска и да постои клуб. Прво не би постоел клуб како тој Пулс. Веројатно Пулс е. Па не верувам дека без лиценца би и надлежните ја нарекоа шупа и навистина тоа не изгледа од надвор. Внатре кога ќе влезеш немаш таков печат. Битен е целиот објект со решетки на зидовите. Поранешен хангар, дивоградба легализирана. Слушнавме многу работи што не чинат. Вели во Шведска таков клуб не може да постои. И да постои таков клуб, нема да се најде музичка група која би настапувала таму. И да се најде некоја музичка група која би настапувала, не би дошла публика. Луѓето веројатно се посвесни генерално. Него делиш тој впечаток дека си настапувал и ти во странство. Не си настапувал само во Македонија, каде што живеат македонци, си настапувал по други земји. Имаш ли чувство дека таму свеста е на некое повисоко ниво? За личната безбедност, за процедурите и за правилата. Што го спомена дека публиката би се плашала би дошло во клуб за кој што не знае многу детали, мислам дека не се го права. Мислам дека би го наполнила клубот. Ние сме биле сведоци на ситуации да свириме во клубови во Швајцарија со Суперхикс, во Словенија, каде што мислам дека можела да се случи истата работа. Така што не со волкав број на пропусти. Значи тука веќе се отвара една друга димензија и друга работа во цела ситуација, а тоа е на цел сплет на околности на луѓе околу самиот клуб кои што дозволиле тој да работи на овој начин. Во однос на некои детали тоа не би се случило во Словенија, Швајцарија или Франција. Дека може да се случи несреќа, тоа Боже ме може да се случи секаде. Да бидеме на чисто. Значи кај нас е веќе како да кажам, трагично е да зборуваме за овие работи на 6 месеци. Горан. Значи зборуваме за несреќи во кои што гинат 10 на 20, 30, 50 луѓе на година на 2. И тоа се повторува. Не, и секогаш отпоследни текнува да реагираме. Дури сега ќе се прават контроли по ноќните клубови кавареа. Зошто не се направи тоа завчера, пред една недела? Веројатно тука многу одговори треба да дадат и надлежните кои што се сега актуелни како политички власти и они претходно кои што давале или не давале. Меѓутоа и ние како општествени чинители, веројатно треба да ја чукнеме. Види, ја не обвинам никој во кочење и не можем публиката да обвинам ни музичарите. Значи ти имате едно место за излегување во тој клуб. Најчесто во малите градови низ Македонија имаш два клуба.
И тие се најчесто конкуренти едни на други, гледаат да викнат сега овој бенд, оној бенд. Мислам дека целата борба е тука или на крај останува еден клуб кој што работи на тој начин на кој што работи и тој клуб е веројатно оставен да работи така како што е со амин на некакви повисоки. И како што рече на фигури. почетокот, 90% се слични на овој. Па ајде нека се 70. Ја мислам дека нема во однос на безбедносни аспекти и ово, мислам дека нема некоја голема разлика. Во оние 30% се оние што велиш честно и не заслужуваат да бидат затворени. Има луѓе кои што внимаваат на сите детали. Има ли клуб каде што ти си настапувал кој ги исполнува сите услови? Не можам да знам како изведувач. Како изведувач кога доаѓам, гледам да настапам, гледам да имам простор на бина, гледам рајдерот да ми е исполнет според оној редослед за звукот, за, знаеш, миксета, на тие детали внимаваме. Во однос на шоуто се трудиме да немаме работи кои што нема потреба да ги имаш во затворен простор. Сме имале ситуации со пиротехника во кои што сме обидувале да користиме такви прскалки, меѓутоа на отворен простор и сме се откажале од истите од За пиротехника зборуваме. За пиротехника зборуваме. Се вадам од памет кога на некој од рок-н-рол настаните се палат бакли и гледам да сум близко до излезот затоа што знам што може да се случи во секунда. Сме биле сведоци на разни ситуации и што да кажам, не знам, дека не сум паметен. Спомна струјни удари на сцена, многу работи. Еве на кој најголем ризик си бил изложен како музичар? Па се случувало да имаме настап, да речеме, ова беше пред многу години, пред 20-тина во Велес, на кој што почнува дожд на отворен настап и не знаеш дали ќе преживееш до крајот на настанот затоа што си директно на ризик на струен удар, од струен удар, организаторот не го прекинува настанот. Ети тоа сме го имале. Не е за смење трагично, меѓутоа се случува и тоа. Во однос на употребата на пиротехника, велиш само на отворено, никогаш не сте користело пиротехника во затворен простор? Никогаш, претежно користиме некакви конфети или слично, бидејќи тоа е стана некаков тренд, знаеш како последниве години мислам дека тоа од Србија, од соседството го користат изведувачите најчесто како некаков вид на дополнително шоу. Меѓутоа, знаеш, друго е кога се користи такво нешто, сега гледам и вчера обвинувања, дали бендот бил крив, дали било прво пред се газната кога видел дека се случува такво нешто или обезбедувањето требале да реагираат кога веќе се запалиле тие. Каква е процедурата, бидејќи спомна сте користеле пиротехника на отворен простор? Треба да побарате дозвола од Министерството? Такво нешто јас не сум чул до сега. Сте палеле пиротехника без дозвола, без Такво нешто не сум слушнал. Вообичаено кога се работи за поголем настан се знае, треба да има пожарна екипа присутна, дежурна. Брза помош треба да има на поголем настан, зборувам сега во случајот, не можам да кажам што се случило. Не е мал настан каде што имало 500 луѓе. Не е мал настан, меѓутоа во повеќето од случаите кога се во клубови, мислам дека тие процедури не верувам дека имало возилно на брза помош, не верувам дека имало пожарна. Не знам во која состојба биле ПП апаратите кои што на пример во Кастро кај нас мислам дека беше пазарна инспекција ги контролираше на 6 месеци или на година да бидат полни, мораш да имаш еден голем апарат, неколку помали. Имаме многу муавет, меѓутоа времето ни е кусо. На крај би сакал да те замолам за нешто што би можел да се присетиш или која е првата асоциација за твоите колеги од ДНК кои веќе не се со нас? Што да кажам, прекрасни луѓе, ја не можам на себе да дојдам најпрво, бидејќи бев прво и блиску до таа ситуација, можеби ќе бев и вечерта таму, малку фалеше. Прекрасни луѓе, сочувство до фамилиите, сочувство до нивните роднини, изгубивме прекрасни професионалци, музичари, дел од нив се борат за живот, се надам дека ќе успеат да извојуваат најважната битка во животот, дел од нив е со фамилии, дел од нив оставија си рачиња за себе. Значи имаме ситуации во кои што беше починат, еве Гроби да го споменам, еден од најстакнатите наши трубачи кој што го загуби животот пред неколку години, сега ја нема и Сара повеќе, оставаат две дечиња за себе, не знам едно или две колку има, меѓутоа сега и еден апел до сите мои колеги, можеме да направиме нешто периодот да им помогнеме на овие семејства и на овие некој хуманитарен концерт. Па некој хуманитарен концерт, делове гледам веќе уметниците и ликовните уметници веќе имаат некои идеи, секоја чест за тоа, мислам дека треба да се помогне, а на сите оние кои што се настрадани да се вратат и да се опорават колку можат. Ми би апелирал само до политичарите, нема да го користите моментов за дневно политички поени, бидејќи гледаме такви обиди денови. Страшно е, дегутантно е и срамно е да се прави тоа. Немам што да кажам. Во шок сум. Петко, благодарам многу за ова емотивно сведоштво. Благодарам и на вас.